луѓе, времето покажува 19:30, термометарот покажува Жешко. На вистинската фреквенција сте Канал 5 телевизија и почеток е секако на вашето омилено летно шоу Hot Stars, кое што го снимаме секако на прекрасна локација во Скопје, Хотел Мирор Бука ди Лупо. А сега време е да ги представам и нашите вечерашни гости. Или поинаку кажано, за прв пат во нашето отворено студио е урбаниот лидер или градоначалникот на Кисела вода Орце Георгиевски. Ве молам еден аплауз. И секако до него е убаво стилизираната модна учителка Маја Глигоровска. Ве молам еден аплауз за Маја. Благодарам на поканата. Официјално добре ни дојдовте во Добро те нашето најдовме студио. и благодариме на поканата. Како Добро, се јас седе чувствува? на Маја и дадов предност. Добро вечер, благодарам на вашата покана. Чест и задоволство да се гостувам во вашата емисија. Иако многу ретко како политичар гостувам во ваков формат на емисија, но сепак е добро граѓаните да видат и некоја друга наша свет. Така. Јас сметам дека политичарите треба малку повеќе да гостуваат во вакви емисии, затоа што граѓаните треба да ги запознаат и малку од поинаква светлост. Така Се е. слагам апсолутно, да. Еве, јас можам да кажам дека изгледате двајцата прекрасно вечерва. О. Орце, некако си ми многу ослабен. Па, добро, внимавам се, ама се на... Ај сега биди Исхрана, да. искрена пред емисија ти кажа дека ослабна. Од кај примети сега Јас ти? сега ти нема втор врска, пат го јас гледаш во живо. вистински кажувам, вистина го мислам, да. Имам повеќе поврзано здравствено ми е состојбата. Сега знаат моите соработници и семејството, имам проблем малку со шекерот и морам да внимавам на исхраната, така да повеќе на прекрасно. во тој дел сум фокусиран и Си поради тоа. извинувам, не го да. знаев јас тој Нема податок, мислев дека нешто си многу, А, си, пример, да. почна Не, со и вежбање убаво е, и нешто да. така. Ама По здрав убаво е, живот. да, здрав живот, здрав Да. дух. Кажете ми, кои температури вас ви се допаѓаат повеќе? Жешките температури или ладните температури? Она на тело, кои подобро ви... И дека е градоначалник му давам предност затоа што има функција. Јас Па, искрено, мене ми е пубаво на поладно. И сега преку летото со сопругата постојано сме дома во конфликт ради синот, да не ја пуштам толку често климата, така да повеќе уживам на ладно. Есен и зима ми се вака посовршени годишни времења за разлика од останатите, така да сепак поладни температури. Јас со оглед на тоа што сакам многу да шетам, поготоа на топли дестинации, сакам Лед. лето и не ми смета топлината затоа што уживам кога е топло. Да не го запоставиме оној момент дека во летните моменти можеш да уживаш кај сакаш и со кого сакаш. И со помалку облека плюс. Да, Дали некогаш си имаш помислено, ако не го работев ова што го работам денес, што би работел? Имаш ли некое тајно хоби што би сакал да ти биде професија? Па искрен да бидам, политиката од многу мал ме привлекувала. Јас сум активист во мојата политичка партија од 14 години. Целиот свој живот, практично јас имам 37 години, сега 38 ги полнам, од 14 години сум активен, но средно завршив медицинско. Во тој период, Медицинско? да, во тој период постоеше можеби двоумење кај мене, па кога стана збор да се запишувам на факултет, се размислував дали на медицински. Моите родители искрено беа повеќе за медицинскиот факултет, но јас одбрав политички студии, така да ако не би работел ова што го работам сега, сметам дека би бил во здравството, нешто поврзано со тоа би работел и на Нешто тоа би се поврзано со фокусирал. луѓе, со Да. помош и такви Да. работи. Маја, остави го телефонот. Многу Сакам да убаво. те прашам нешто. Кажи ми, некогаш си ли свртено идејата да бидеш жена на функција? искрена да бидам, не сум размислувала на оваа тема, но со оглед на тоа дека со искреноста и со голем труд жената може да ја заземе таа функција и верувам дека со поддршка од општеството и со инклузијата која што е застапена во секоја област на општеството, може да го постигне тоа што го сака, само што треба нели да е застапена и да го сака во тој поглед во тоа што е насочена. Значи би била. Па, да. Добро. Орце, сакам да те прашам, кога веќе ја начнавме темата за политика, дали кај тебе дома, кога ќе седнете на ручек, има забранета тема на разговор? Пример, тема политика X, тема спорт X.
Па јас морам да истакнам дека сопругата ми е сериозна помош и поддршка во ова што го работам. Ние имаме, се трудиме детето да не го инволвираме во целиот процес. 7,5 годишен син имам јас. Жив и Но здрав да е. благодарам, да, но не можете едноставно. Македонија сме премала земја, сите во комуникацијата некако премногу имаат политика. Се трудиме да сите теми освен политиката ги дискутираме кога ќе седнеме на семеен ручек, но неизбежна тема е и морам да признам дека многу често си споделуваме искуства, сопругата се споделува со мене во однос на незината работа, јас споделувам во однос на денот како поминал, странки и така натаму, така да неизбежно е Фамилиарен да се размени некој збор околу тоа поврзан. Но добро е политиката да се држи малце понастрана од домот, од семејството, затоа што барем децата треба да растат во една средина која што е аполитична. Да, мислам дека премногу сме затруени со политика ние како општество генерално. Еве, вие можете да земете некоја поразвиена европска земја, има случаи, не се ги знаат кој е председател, премиер на држава и така натаму. Кај нас од 5 годишно дете знае кој му е градоначалник, кој е пратеник од неговата општина, кој е премиер, председател на држава и така натаму. Така да треба малку да работиме во тој дел да политика да почне да се доживува како професија која што ја работат политичарите, им дадена им е шанса од граѓаните за нешто да променат и тоа воопшто да не е некое оптоварување за општеството. И да не допира до децата, затоа што така. чисто пати се случува семејството да допринесе, да допира до детето кое Така што е. и зашто е и дали е против или дали е за тоа, не треба децата Така, да ги интересира. но и од друга страна, не може политичарите да се доживуваат како звезди во Апсолутно. државата, Ама кај нас затоа што да, тоа е се најголеми професија. звезди. Епа Тоа е за жал е професија, да. така, еве јас сум политичар, не треба така да се доживуваат работи. Ние имаме звезди кои што се пејачи, имаме фудбалери добри, само имаме поим баскет што звезда е играат. нешто што е Да. недостижно. Тоа се луѓето кои што не знам, ја представуваат земјата секаде во светот. Политиката е професија со која што треба да се занимава тој на кој што народот му дал шанса и да ги подобрува условите во тој дел и се е минливо и менливо на крајот на денот. Така е. Треба така да сме фокусирани генерално да функционираме. Затоа ни постои нашата емисија, пример, да ве видиме и од друг агол, сите луѓе, затоа што сите сме луѓе на крајот Така е. од денот. Да. И политичарите, и моделите, и учителките, и професорките, и пеачите, буквално сите сме си луѓе. Сега тука Маја тебе би те прашала, дали мислиш дека можеш да смениш перцепција со еден разговор, перцепција на некакво размислување, дали е тоа за личност, дали е тоа за било што. Затоа што ние како индивидуи си имаме, пример еве за Орце конкретно ќе го земаме и Орце, да, го знам, го гледам тука по слики, абе тој ваков таков, ама друго е кога ќе го запознаеш човек во живо. Да, ама перцепцијата не може да се вреднува според тоа што ја гледа сликата, затоа што тоа е момент. Ти не знаеш како се чувствуваш или како реално се доживуваш во моментот. Затоа што една слика доживува еден момент. Ти во реалноста, како го живееш животот и како функционираш, не може да даде една слика од тоа каде си и што си. Сите поставуваме тоа што ни одговара. Меѓутоа, да за жал, гледа кај нас другиот. социјалните мрежи ги поместија границите на нормалата и сите гледаат еден поинаков свет од тоа како функционираме, кои сме и што сме. Сите го гледаат светот розов. Не може да го гледаш светот розов. Тоа што го прикажуваме преку Инстаграм е една лажна фарса, затоа што јас тоа што сум и како се чувствувам, не можеш да го знаеш ти тоа во моментот и не можеш да го доловиш преку една слика. Меѓутоа, ја и ти кој ќе седнеме да разговараме, да видиме кај сме и што работиме. Еве, пред малку разговаравме со Орце и Орце, првата реченица му беше, ја не знаев на вистина дека си наставник. Така ли беше? Да. Не верува во тоа што го кажаш ти долго време, јас сум веќе 17 години наставник. Без разлика тоа што сум мис на интернационално ниво и работам професионално во модниот свет. Ја пред си сум магистар на односи со јавност, со правен факултет, значи го работам тоа што го сакам. Меѓутоа, благодарение на многу други работи во животот ми дозволило и нешто друго да работам. Така е. Така да перцепцијата кога ќе се седне и кога во очи ќе се види со некој може многу поинаку да се долови и да се смени. Добро. Тоа е моја Да, мислење. апсолутно е така се што кажа. Сега тука кога веќе сме кај перцепцијата и кога веќе сме кај однесувањето, сакам да те прашам, Орце, го спомена твојот малечок син, сакам да те прашам на кои вредности го учиш во животот? Како да се однесува? На што да внимава, а на што да обрне повеќе внимание?
Генерално, јас сум и така воспитан, патриархално, се трудиме секоја недела да првенствено да посетиме црква. Фамилиарно, јас супругата и синот. Он од мал се трудиме да го внесеме во верата и да верува во оние вредности и суштината на нашето постоење. Многу е важно, бидејќи едно дете имаме, да го научиме дека не треба да биде себичен, дека треба секогаш да се помага. Често пати јас многу сум активен со отец Оливер, можеби сте забележале со хуманитарната организација Свети Спас, на многу од нашите активности од уште пред 2 години он доаѓа да ми помага со мене. Мора да се научи да ги почитува родителите. Другарите му се многу важни и најмалку важни се сите оние работи што можеш да ги купиш во животот. Тоа е она на што го учиме и генерално мислам дека имаме простор уште десетина години да влијаеме на она како човек ќе се изгради самиот, иако подоцна нели и другарите ќе му влијаат, општеството ќе влијае и се останато, но барем ние како родители треба да дадеме се од себе да колку толку во ова денешно модерно време, условно кажано, го научиме на оние основни вредности и смислата на животот во суштина. Не, апсолутно е така, кога особено јас мислам дека најважно од се е двајца родители пред се да бидат присутни во животот на детето, секако да го насочуваат на прави вредности. Тие прави вредности, како што ги каже и самиот, не може да се материјални работи. Сега многу различно ги цениме работите во ова време, се е различно проценето. Еве пример, Маја, можам и тебе да те прашам сега тука веднаш, што мислиш во денешно време? Што повеќе се цени? Дипломата на факултет, знаењето или убавиот изглед, марките што ги носиме на себе, реално? Реално. Биди реално. В идеалниот свет, кога би бил идеален, би било дипломата. Не, во денешно Али време, во денес. реалноста во која што живееме и двете, затоа што според мене верувам дека најголема вредност е човештвото, она како се однесуваш и она што го носиш во себе. Мислам дека нема поголемо нешто тоа да покажеш љубов, разбирање, почит и внимание кон некого, затоа што за жал во денешно време многу почита се изгуби. Точно. И разбирањето и вредностите се поместија во однос на материјалното и во она кој што е на функција, а што не треба тоа да е така. Ти, Орце, што мислиш на оваа тема? Па генерално се слагам со мислењето на Маја. Живееме во свет каде што она што е ненормално на некој начин станува нормално, а нормалното станува ненормално и треба заеднички да работиме во тој дел. Тоа генерално од секој аспект ги пореметува работите во општеството. Создаваме искривени вредности кај децата подоцна се создаваат генерации кои што во лош правец ќе водат државата, па нови генерации уште полоши од тие генерации, така да треба на основните работи да се учат на вистинските вредности децата, кај повозрастните генерации веќе е доцна за влијање. Зборувам еве мојата генерација, повозрастните од мене, па и тие што се неколку години помали, но ние треба Никогаш не е касно за учење. Да, но треба да создадеме пред се генерации кои што утре ден ќе нивните вредности ќе почиваат на здрави темели и ќе можат да градат здраво општество и средина. Тоа е најважното апсолутно во животот и во општеството каде што живееме и функционираме. Да, ама за вредностите да се вреднуваат, како што ги кажаш, треба најпрво да се започнат од своето семејство Се слагам, и така. Од да ги малено за тоа е упатуваат тоа. и да ги вреднуваат. За жал во денешно време и детето доколку не е во право, знае родителот да каже чекај ќе се јавам и ќе биде во право и тогаш многу работи Ти се не јавуваат се некогаш на училиште да ти кажат. апсолутно се јавуваат и за жал дојде такво време да детето да си има за право да каже татко ми ќе дојде ќе ја реши ситуацијата. Така да, вредностите многу се Апсолутно се слагам со тоа. вредностите и од најдобро најмали години се сменја во однос на време каде што јас сум предавала од пред 17 години, кога се Така. знаело родител кога ќе каже родител, сега детето има право да ти каже се и да И секогаш наставникот да биде виновен, Виновен, што да, мене да. сериозно ми смета тоа Да, искрено. апсолутно. А и Ние- како ја и ти градоначалник тука не- стигаат и такви реакции Така, од родители. така. Петици имавме на состојба во кисела вода поради детенце кој што има мало заостанување во развојот, имаше петиција од цела група на родители, Да. цел клас, да биде маргинализирано и Да. сфрлено од класот детето. Да. Што Да. еве во минатото ако направиме паралела во времето, јас не сум учел Сме учеле, 44-та сум учел пред
20 на години основно, пред 20 и неколку Треба години да основно има образование, емпатија, точно. тоа било несватливо да се случи во наше време. Затоа што тогаш имало поддршка кон тие Точно, деца точно, и точно. Јас емпатија. кога ќе се навратам, Точно. кај мене тоа не постоело, Не пример постоја, да ми а сега не, сега се со петиција и се да се деградира тоа. луѓето Дете, си за има жал. авторитет Да. и се знаеше, нема повишувањето, нема зборување, се знае некои правила. Како леле како навлеговме сега тука Ние за навлеговме Во образование, да, место да. да Во се насмееме, да се образованието, опуштиме на тука друга кажавме, тема да, тргнавме. а децата се само на распуст. Да, децата се на Мислам, распуст. Нека уживаат, ајде да Нека ги оставиме уживаат да малку, уживаат точно. до 1 септември, Ајде се па насмееме малку сега. Орце, кажи ми некогаш, затоа што работиш релативно сериозна професија. Некогаш на некој настан, каде што треба да си сериозен. Ама тебе те фаќа толку смеа да не можеш да се совземеш и она да си се смееш на глас, да ти е срамота. Си има ли случајно? Не ми се случило. Не. Имавме сега јас секогаш културното го гледам сериозен и можам Да. да го замислам толку да се не смее. културното лето сега кога го државме пресод, имавме Бојан Велески баш имаше Добра. излагање, беше еден од настапувачите во една од вечерите во Кисела вода и спомена исто сериозен, не може да се најде ете стендап, не можеме да направиме за него. Речи си да нема мана и јас самиот си кажав освен фризурата. И така А они што е се со насмеа фризурата? повеќе него јас што се Фриз- насмеа. Генерално залижана. ми се нема Да. случај. Ми се нема генерално случајно тоа, ама ете не знам, мислам дека може да се тебе да те контролира. насмее, она од срце, да те расположи. И кога се смееш, еве Маја кажува, цело време сериозен. Не сум сериозен далеко од тоа дека сум сериозен цело Добро, време. може би го така гостувал во такви емисии каде што не можел можност да се насмее па и и биле така посериозни. и генерално Професијата налага така Да, и важам за така малце по крут човек или Да, ете да, по-сериозен Така на те некој начин. доживува народот. Да, но јас секој сабајле имам брифинг со колегите, имаме координативен состанок и често пати при завршување на состанокот, бидејќи ние сме тим, функционираме како семејство на работа на некој начин. Знаеме низ чега да ги кажеме работите, интересно да поминеме од утрото и за добро да почне денот па подоцна да Така. се префрлиме на активностите, но со семејството обично знаеме да Со се блиски пошегуваме. луѓе, Да, всушност. со сопругата си имаме така шали наши Кога малски си- кажано си ги пуштаме шалите често пати. Го Ја спомена ти викам семејството, интересно. јас тука сакам да те прашам нешто, затоа што релативно млад си оженет. Мгм. Што би препорачал пример ти на младите, да се женат, мажат како млади или да се чека да им дојде Не, што редот? порано да се мажат и да се женат. Јас и сопругата кога се веривме, она имаше 19, јас 22 години, 19? да. Да, баш млади. Она затоа имаше кажам. 20 години, јас имав 23 кога ја направивме свадбата. Браво. И кога повторно би го живеел од почеток животот, повторно би го направил тој избор и помлад би влегол во брак, затоа што у суштина еднаш се случува вистинската и Браво. многу чекање. Сега јас и на младите им препорачувам и често пати и со мои соработници кои што се еден има тука од присутните, од моите соработници често пати му велам на 30 години си треба логички да се Така е. Еве, јас жениш, тука ќе се надоврзам, да. тогаш штом толку млади, треба да го проширите уште малку семејството Се и да слагам за обрнете да. на тоа Се слагам внимание, за да, затоа што, да. нели, Секој си знае, Генерално секој си знае што... сметам дека тоа е мое лично мислење дека младите треба порано да влегуваат во брак. Тоа не значи дека можеби на 18 години, 19 години, но генерално и посериозен пристап имате во животот тогаш, се самостојувате. и да знаеш Многу дека си побрзо. изгрешил, побрзо ќе Не, ова има многу права, затоа што јас па од друга страна го гледам тоа пример, кога помлад влегуваш во некои такви води, не си ни свесен Свесен, што тие точно. води носат во животот и многу полесно може да се поминат работите. А кога си повозрасен, веќе си изграден како карактер, како човек, како Апсолутно. буквално се, и тука имаш толку многу работи кои што ги бараш да на се секое исполнат, зошто за да затоа влезеш во брак апсолутно. и има малку потешко е. Еве јас од мое лично искуство можам тоа да си го кажам, како и да е. Да. Маја, веруваш ли ти во љубов после се што ти си има случај на тебе? А што ми се случи? Јас не ја кажав ништо, што во животот? Да, се шигувам. Значи, верувам во љубов, зашто да не верувам, без разлика
затоа што сметам дека љубовта не треба да го пределува тоа што си го поминал во минатото, затоа што љубовта е нешто што треба повторно да се доживее на свој начин, со чисто срце и со полна љубов и со нови очи. И сметам дека секој треба да го доживее и живее за тој момент. Пред се јас многу сакам да сум заљубена и верувам во љубовта, дури и љубов на прв поглед, и никогаш не се откажувам од љубовта. Така и треба, секој човек заслужува љубов. Да, Човекот е роден сметам дека за да биде љубен и да љуби. Според мене тоа е така. Во љубов, Секако дека верувам. Да, заљубена Секако дека верувам. Сега во Сега моментот не. ако мислиш на партнерска љубов, не, но се дека гледа, си ги се сакам гледа. сите други Лани работи, да. прошлото лето позаљубена беше. И лани бев исто заљубена, ама добро, ајде, нема везе. Си кажувам јавно, јас се зборувам Јавно, на јавно, тоа, немам јавно. никаков проблем. Сакав да се надоврзам, Морци и самиот каже дека и детето и самиот, значи почитува црква, почитува тоа да се помоли, да се запали свеќа. Можам да кажам и дека за кај тебе многу често може да се забележи одењето во црква, беше во Острог, Тумане, беше Тумане, Тумане. да. Види, Од јас секогаш ли беше потекнувам верник? од патриархално и христијанско семејство и верувам во Господ. Сметам дека најголемата поддршка во животот ми ја дал Господ и сметам дека секој човек треба да ја бара љубовта, поддршката и вниманието од Господ, затоа што Господ е единствениот нешто што може да ни помогне и да ги надминеме сите Така. проблеми во животот. Секој има некакво искушение, затоа што нели нормално е да паднеме во некакво искушение. Најголемите верници, поготово во време на пост и во причест, паѓаат во искушение и често пати знаат да кажат зашто баш мене тоа сега ми се деси. Меѓутоа, колку поголем верник си и веруваш во некои работи, толку поголеми искушенија ќе дојдеш во животот и Господ ви дава тие искушенија за да можеш да ги надминеш и да поминеш преку тие искушенија, да се помолиш, да дојдеш во светиот храм, да се напиеш од таа изворска вода и да знаеш дека ќе го надминеш тоа и ќе ти дојдат уште подобри времиња и побави моменти кои ќе кажеш фала ти Господе на се што направи за мене. Така е, апсолутно. Јас сакам тука да го поздравим и отец Михаел. Така, ја имам свој духовник отец Михаел, благодарение на него. Многу работи во животот сум ги надминала со тоа што реално според мене не ги подценувам останатите, меѓутоа он е еден човек кој што на многу луѓе им помогнал во животот. Многу луѓе знаат често пати на месенџер, на Инстаграм да ми пишат Маја те мола може ли да ни закажеш состанок. Како што бев јас во случајот, не така е. можеме да дојдеме до него, ете Господ му е дал него таа можност да може да им помогне на сите луѓе и да ги надминат сите проблеми и верувам дека нема ништо поубаво кога ќе знаеш дека на некој си му помогнал. Да го поздравиме и ова куче што ни дојде, заедно ова си емисија што си ја Да, ама снима со на кајше, отворено. домашна, не. Ова е од кисела Да. вода. Не. Ама Ова е Си има од собствени. кисела Црвено, вода. црвено ремчено си, Да, каде има од ремче. аеродром. Каде од аеродром. Види тука ќе негде каде. Ако, тоа значи дека сме добри луѓе, животните доаѓаат Кај кај добри добрите луѓе. луѓе, апсолутно се служувам и кучињата сакаат добри луѓе, така да Така е. осетиле дека тука енергијата е христијанска и голема и верувам дека и тие дошле да не поддржат и да Така ни е, дадат убав момент. апсолутно. Во кои моменти, пример, си најмногу свој? Каков си ти кога не си пред камера? Каков си ти кога не си на работа? Каков си ти кога си дома? Ја не знам кога не е на работа, политичарите работат 24/7, така јас Ајде. така. Да, многу Ја време, одговарам и тука и тука. многу време поминувам на работа, тоа е факт. Како сум? Знаете како, она што позитивно го доживуваат моите сограѓани во нивните коментари е затоа што јас она што го кажав на почетокот, не чувствувам дека сум нешто или со нешто над другите. Јас сум нормален човек, обичен човек, работата која што ја работам е професија, која што ете шанса сум добил од председателот на мојата политичка партија да бидам номиниран 2021 година за кандидат за градоначалник. Граѓаните ми дале поддршка, Бог ми помогнал во целиот процес. Јас имам историска шанса да ги променам работи и мислам дека добро тоа го правам во мојата општина, односно искористувам шансата што ми ја дале. Не само во твојата да. општина, доста си успешен, имаш поддршка многу од Сега. народот. Ви благодарам, Еве, да. јас ќе ти кажам. Нормален сум, комуницирам најнормално со луѓето, тоа го знаат и моето обкружување, го знаат и соседите мои. Гледам да ги задржам и да ги одржам контактите од детството.
барем еднаш се собираме во месецот, затоа што Тоа е многу тоа се добро, другарите кои што секогаш ќе ми ја кажат вистината каква што е. Има луѓе кои што знаат вистината да ви ја кажат на различен начин, а има луѓе кои што ќе се потрудат додека стаете функционер да ви ги сокријат многу од работите. Многу е важно во тие моменти да имате луѓе кои што искрено ќе ви кажат. Апсолутно. Да, така да се трудам да со старите другари од детство да остварувам комуникација постојано, да бидеме на линија. Често пати знаеме и да се подскараме на маса, затоа што нивното гледиште можеби не кореспондира со она што јас во моментот го доживам како такво, но сепак го земам нивното мислење во предвид, така да генерализирам. Мислам дека сум нормален човек како што сум и како што се генерално сите останати од моето. И ја мислам дека е многу нормален. И пак како прошлата емисија поише му обрна внимание на градоначалникот. Што е функција? Јас сум точно. 15% од емисија. Да, точно 15%. Функција е функција, не знаат дека равноправност е веќе на исто Не, ниво. сега имам навистина прашање до Не, Орце? Ивана, јас сега да ти кажам. Ја го препуштам. Јас Две сметам може. дека равноправноста треба малку повеќе да се застапи. готово мајче, Баш тебе кај ќе те што- прашам сега, Сега да може. ти кажам, кај жените максимално инклузијата е застапена во сите сфери и ако имам уште поддршка од главниот и од општеството, може да ги надминеме. Така Имам да? само уште едно прашање, апропо тоа што го зборевме, затоа што кажа дека збори со многу луѓе и е Ма само не отворен го за праша многу беше соработа. ова. Ја наредната будна Маја повторно истото го прави. Значи стварно ова нема смисла. Повторно истото го прави, нема џабе. И лани оваа година толку завршувам со сезонава А минатата година се повреше го? со Со Иđe. Иđe. Исто и Иđe многу се разборел, ни дал простор во емисијата да зборува, ама не е точно. Од мене збор. Ама многу ме фалеше. Он само ме фалеше мене. Да, Двете цела деца му емисија. виđe. Браво. Ја му викам доста ви Иđe, ќе мислам наместено е ова. Иđе шампион, браво. Да, Иđe. Сакам да се надоврзам затоа што кажа дека си многу отворен со луѓето, правиш и таа една сабота, секоја сабота, односно имаш отворен ден за граѓаните, колку што добро разбрав. Сега, дали во тој ден ти имаат дојдено луѓе само да ти кажат ти благодариме за се што правиш, да ти кажат само убави работи, не да се жалат, И како да не бе кажуваат па мајка поплаки. му, татко му, братуче. Не, мајка ми и татко ми, сега ќе кажам, мајка ми и татко ми од кога сум градоначалник немаат влезено да ме направат. Ај, не се деша, фамилијата прв круг, братуче, братуче. Орце, браво. Маја, Маја. Па малку да се насмееме, многу Така, ова така, да не сериозно. еве сега ќе се смееме, нека одговори, почнуваме со Емче. Ветувам. Многу често кога доаѓа на средби граѓаните или телефонски дел од граѓаните ги контактирам, прашањата беа во насока за инфраструктурни проблеми со кои што се соочува. Морам да истакнам изминативе, не знам, неколку месеци, поедноставни се работите кои што ги посочуваат. Генерално со хигиената е поврзано, но има и доста случаеви, повозрастни има господи, кои што доаѓаат и да пофалат работата, не знам, задоволни се од одреден службеник дека добро постапил, брзо се завршила одредена постапка или не знам, многу од меркиве кои што ги носиме да се заблагодарат за тоа што сме го Па направиле, чекај сега така како да има и водител, позитивни. Да Има и кажам позитивни. нешто, да прашам, Ако има прашам, некој ај, што прашам. ти викаат многу си шармантен, Имам уште една изгледаш и нешто друго да ти кажат, Има. са многу Има и Ивана, такви. ти што прашања спреми, Да. многу Готово политички. Само да Не одговорам и на ова, прашање, морам да ја Ниту одговорам. едно на ова. политичко Сопругата ми прашање вика доаѓа често и пати. точно. Е, па баре, ништо. дали има што доаѓа да се запознаат Мајка со ми, за тебе? мајка ми сум најубав, Да, но и за сопругата мајка ти си ми. најубав и најдобар, тоа знаем. Кога некој ќе каже Орце е, како сакаш да ја завршат реченицата? Добар човек. Најдобар. Секоја чест за тоа. Добар. Ајде Ја да ти се, поздравиме ја сега. вака, не. Добар е Не, не. тројка. Најдобар човек. Најдобар човек. Да наздравиме за сите убави работи што ги кажавме Што да не вечерва. здравиме, завршивме со Орце 200 прашања му постави на човекот рече едно, а мене во Уште ниту една емисија е моја замолница само Ништо, тоа е. е. во ниту Мислам дека- едно ме. Маја, во секоја емисија ќе те викам Не, вака не, со не, дополнителни готово. прашања за се што треба, доаѓај ни почесто, да ни ги Да, јас знам така да си поставувам прашања Да, интересни. го супер. Ама пред малку кажа дека уште едно прашање, ти уште две надоврза и ја Готово, заврши толку, емисијата. готово, завршивме. Орце Сакам да е. кажам вака, дека ова вино сега што се напивме е на Шато Ризов, најпрекрасното розе кое што јас го имам пробано. Да. И јас, Шато искрено. Ризов. Е, веќе го пробам, да не камуфлирам.
Го пробај предходно, сега само си се напиваш. Сега Така да се е. напивам, да. Повели, ова е Ти за благодарам. да си го испиете со драги луѓе, повели оца. Апсолутно, ти благодарам. Секако тука сакам да го поздравиме и нашиот генерален спонзор Витаминка. Кој производ од Витаминка ви е најубав? Сите Стоби производи се Стоби убави. флипс, исто. Али и кај исто. децата и кај нас се познат по тоа по Стоби флипс. Сме припремиле летни пакетчиња, црвени. Маја да ти одговара ова. Ај после кажи ми дека не сум ти поставувала Значи прашање. ќе треба реклама Те за ова да се праќам, снима. те праќам со пакетче дома, ова може и за малиот, има за сите. И секако, драги наши, да ги поздравиме Аристократ кафе. Сите вие кои што поминувате низ аеродром, мислам дека Ти само треба да стоиш како направите здрвен, да снимаш пауза, и нешто. секако да се напиете кафе. Маја не ми дозволува ни спонзорите да ги поздравам нова емисија. Имате двајцата ваучер од 2000 денари, кога што сакате може да отидете во Аристократ кафе да се напиете кафенце, чија било што, и секако да ги поздравам пицерија Верона кој што отворија нов локал во Тафталиџе. Имате ваучер по 1000 денари да може да си земете. Кој сте, тим пастрамајли или тим пица? Јас ја веќе кажам од наредната сезона, односно од наредната емисија, сигурно ќе има некој ваучер и од кисела вода, зашто Ама само кажете аеродром, ми, нели? Мислам, не личи градоначалник, мора ова беше кисела вода. Тафталиџе, така? Да. Тим пастрамајли или мислам- тим пица? Пастрамајлија. Да, ја мислам сигурно ќе има од кисела вода некој ваучер. Еве јавно да кажете началникот има тука спонзорство да договориме. Може, има доста општествено одговорни компании од нашата општина. Готово. Што Лера, кажа са, пастрамајли или пица? пастрамајле, еве да го Добро, да го поддржиш, така е. подржам. Се надоврзиме и на жешките авантури, затоа што не може да биде жешко лето без жешки авантури. Почнуваат жешките авантури во Hot Stars, како што ги најавив и претходно во студио. Во студио едно облечено, тука друго облечено. Едно снимање навечер, едно снимање денски, но секако битна е енергијата, која што во моментот можеби ја немаме толку многу, но затоа Емче и Томи ке се погрижат ке се погрижат да оваа атмосфера биде уште пожешка од тоа што е. И може да започнеме секако да ги кажам правилата на игра, како што е редот. Леле. Браво, Томи, прав джентлмен. Сега, значи, целта на првото ниво на игра е нашите надпреварувачи, без да ја допираат топката со раце, да ја однесат на другата страна од базенот. Всушност, треба со глава да подскокнуваат некако магично и да стигнат до другиот крај на базенот. Значи сега нема да одиме во должина, него во ширина, така што ќе биде малку полесно, но да видиме колку ќе биде лесно. Може ли да почнеме? А во обратен правец ќе се движите? Може, значи одите натака и навака, два пати. Ајде да видиме. Ајде да видиме. Да се вжешти атмосферата уште повеќе. Може. 3, 2, 1, почнуваме. А продолжуваат да вратат. Мене многу ми се допаѓа тоа што па поеднаш требаше, ама вас изгледа многу добро ви држат рацете, па затоа продолживте. А се што требаше е да не држат топка со раце. Но да видиме второ ниво како ќе го поминат. Мислам дека првото ниво сепак ќе го препишеме на Емче, затоа што си е наша и затоа што е женско и затоа што Томи секогаш е джентлмен. Затоа во прво ниво е победник Емче. А сега да ги објаснеме правилата и за второ ниво. Второ ниво, всушност, како што може и сами да погледнете, нашите надпреварувачи имаат во уста по една лажица и топче на таа лажица. Целта е да се оди од едниот крај до другиот крај на базенот. Да видиме кој ќе стигне подалеку без да му падне топчето. Може? Кој ќе стигне подалеку без да му падне топчето? Ве молам на почетните позиции. Можеме? 3, 2, 1. Почнуваме.
Дали ова да го признаеме или да се врати повторно? Дали ова треба уште еднаш да го направиме? Значи нема допирање, треба да го изодите што побрзо, без допирање. Назад. 3, 2, 1, почнуваме. Ова беше регулар, реално, така? Ова регулар беше. Те удри? Биди искрен. Те мапна малку со нога? Регулар беше. Значи, Емче, одлично си ја одигра играта и со тоа секако си победник на денешната жешка авантура и си добиваш награди. И секако дека без твои се грижат за сите наши победници да се чувствуваат задоволни, така? Да. Што доби ти во некоја од игрите кои што... Душеки го дадов на Немој да лажеш, ема ти го врати. Ми го Позади врати? камерите. Да, па да. Затоа, Емче, ќе ја испратиме да си оди со една прекрасна гума, може? Како некако. А ова, ќе ти одстапам. Fala mnogo za guma. Овели Ai, така е том ше фала. вака и медалата. Да се гледа под стар, значи прво место си доби Емче. Емче, дали се забавуваше? Много забавуваме. Знам дека кеф ти е да влезам во базен, но може ли да ме поштедиш денес? Да размислам, ќе видиме, ајде да заврши интервју. Ми е малку страф, ама добро, драги мои, се гледаме не во базен внатре, се гледаме назад во надворешното вечерно студио. Емче, што ќе им кажеме? Like, subscribe, follow, share. И тоа е тоа, се гледаме, драги наши, чао! Убави луѓе, добро вечер и од вашата Емче. Емче, много си слад. Прекрасни. Фала многу моја и ти многу убава. Исто орце. Добро вечер и од мене. Прекрасни гости денес во нашето отворено студио. Маја Орце, убава вечер да ви посакам и јас. Многу ми е драго што се гледаме прв пат во вашата емисија. Сакам да ви кажам дека многу ми е кеф за денешната дружба, затоа што ви припремив Много интересни прашања. да, каде ќе видиме кој навистина владе со Скопје, градоначалник, Васа градска девојка. Спремни? Спремни. Ја мислам дека градоначалникот повеќе ќе владе, ама ајде да видиме. Прво, како чувствуваш денес? О? Тука, како чувствуваш денес? Одлично, тука? одлично. Да? Емче, како може поред мене да се чувствува? Да ви честитам, браво за форматот, одлична емисија. Фала многу, добро дојдовте. Окења, ако имаме специјални гости, прај може да прај лили. Може? Па може. Тоа е Маја може. Давам предност. По-специјален од мене. Ти оце може, Немам вокабуларни способности, така и поели Маја. може, па само Нареден пат. Или кажи некоја друга традиција од Кенија. Стварно, ајде направи да река. Ајде, Абе, он фрли дам предност како Ја давам градоначалник. предност цела емисија, поели. Не. Да се разбереме. Ивана, постави прашање ти одмah како да си у парламент. Не. Ајде. Не нешто страшно. Тука имам испишано неколку реченици на кои треба да ми дадете одговор. Јас да или Да. никако јас. Значи одговорот е јас да, Да. или никако да. Да. Бидејќи мора да му дареме поддршка на градоначалникот, еве ја од сега кажувам дека како ќе биде градоначалникот, ја понекогаш ќе повторувам зашто треба поддршка да се дава. Ајде, многу е едноставно. 20 пред вас имате по една
палка. Ајде. И на едната страна испишано јазда и Никако јас. никако јас. И кога ќе го поставам прашањето, ние треба само да ја го правите. отговорите. Да. Ајде, читајм. Ајде. Добро. Спремни? Можеме. Дали сте спремни? Ова игра се вика Жешки трачеви со М, кој е по? Ајде. Кој е поактивен на Инстаграм, ама нема да признае? Не, никако јас. Добро. Кој Ама ќе го активираме, не е проблем. Да. кој би задочнил на состанок, ама би се појавил стилски? Никако јас. Никако јас. Мислам дека двете функции не притонесуваат да касниме на нашите состаноци, така да многу одговорни функции имаме и сметам дека ни он јас никогаш не би задочнил дека. Освен некогаш во нели непланирани ситуации. И он Така се ми се Исто се вести. согласувам, да. Секогаш го ценам времето на другите, гледам да сум Да. точен, прецизен. Извини што одговори во твое име. Нема га. Ајде, кој е поорганизиран? Организиран? Да. Добро. Кога е хаос? Јас да. Окей. Кој има повеќе познати во телефон од шоу бизнесот? Па, јас имам. Ајде да видиме отворено. Ајде. Кој тајно сака да биде инфлуенсери, ама не го кажува? Никако јас. Никако јас. Па Добро. што ја веќе сум, што? Сакала некело, тоа ми е работата, нели? Да, Реално. На реално. Ајде, кој знае повеќе скопски трачеви? Трачеви. Па, ај, никако јас. а? Да. Ти би требало да Па знаеш. вајде јас сам. Од градот сум, нели? Од градот? Да. Ги знам трачевите, ама морам да молчам. Ајде. Кој ќе изеде бурек без да мисли на диета? Никако јас. Не, јас да. Никако. Абе па, Стварно? па не можеш. Ако изедам бурек, треба да станам во 6 и да идам на водно, така да јас. Ајде. Кој по тајно следи профил што не би смел? Никако јас. Тоа не ме интересира. Ајде. Кој би можел да води подкаст и кој ќе има повеќе кликови? Маја може да води, никако јас. Он ќе ми биде гостина, ја ќе Може. биде водител. Ајде. Кој би издржал подолго без телефон? Ја немам проблем. И јас. Не. Кој прв би паничел ако му се пасипе климата? Рапсипе климата, Климата, извини. јас да. Извини. Никако не. Да. Јас немам проблем. Ајде. Ја немам проблем. Ајде. Кој би бил поголема звезда во реално шој? Сигурно јас. Јас не. Да не се лажеме. Така е, признавам. Ајде. Кој има поголеми шанси да се изгуби во собствена населба со Google Maps? Никако јас. Никако.
Ај, кој знае како да добие VIP третмани, дури и кога нема VIP пропусница? Како, не тано. Како? Кој Вип третмани кој кој знае како да добие јас VIP знам. третмани? Еве, јас знам. Ај, Види, он знае. Се снаоѓам. Се снаоѓа, такви сме ние, снаодливи. ајде, кој прв ке каже, ја не пијам вечерва, па ке заврши со највечеро стори. Како? Највесело стори. Аз со највесела Аха. стори, јас толку весели сториња ставам. Јас не. И нема да Не, пијам тебе вечерва. работата не и не ти доликува Да. толку весели, а мене У мене не пијам алкохол, ја така. Да. Не пијаш Да, алкохол? ретко многу. Стварно? Да речи сич. О, браво. Македонски луѓе многу пие алкохол. Или тоа какво весело стори може да е роден ден, може да е прослава, може да е огномет, балони, сега не значи дека алкохол е весело Така е. стори. И Весело ракија не стори. пиеш? Не пијам. Еве, Особено ракија не. Да. Сега весело стори, гледај, во роден ден слават роден ден, ние се забавуваме, ова е весело стори. Све зависи како кој доживува и каква перцепција има на работите. Така. Ајде. Ајде, кој има фейс за да влезе на врата Еве, одма без јас нема да ревереза? кажам, одма јас кажам, јас. Ја ќе бидам воздржан на прашање. Не си убарал мен со воздржани одговори. Ајде, воздржан. Па секоја честа за одговорите. Хвала ти. Многу ви благодарам што Беше интересно. Фала многу. Ја ќе те гучнем зашто прекрасна си. Имам нешто тука. Подароци од Mobitech. Mobitech најдобрата мобилара во Скопје. Хвала ти. Благодариме. Да ве прашам како си поминавте, дали се забавувавте, дали беше добро орце, Ја имам не отстапи приговор. многу како наставник. место на Маја. Маја нека каже прва. Ти шегам. Маја како права дама, секогаш прва. Преубаво си поминавме, го запознав на Орцо и од друго светло. Така е. Инако светло, иако јас можам да кажам дека сум го доживувала малку посериозно. Сега го запознав во Клинако светло и многу ми се допаѓа тоа што може да е достапен вака позитивен до народот и да придонесе тоа што го бараат и да биде уште поуспешен од тоа што е и навистина ти посакувам да станеш уште поуспешен од тоа што е. Еве вака една пофалба од мене. Орце ти како си помина? Па, преубава емисија, ви честитам за форматот, одлична соговорничка. Ја и се Благодариме извинувам многу. ако предолго и одземав простор, а помалку простор остана за неа. Ќе се Да, многу, како што споменав на почетокот, ретко го гостувам во ваков формат на емисија, навистина опуштена атмосфера и место каде што снимате е феноменално, така да. Да ни ви доаѓате честитам. почесто, да ни благодарам. доаѓате почесто затоа што некогаш треба вака малку од друг агол да се гледаат работите. и да ти посакам успешни емисии. Благодариме премногу. Навистина доста успешно ниво постигна и се надевам дека ќе продолжиш со такво темпо и ќе станеш нешто што не си очекувала. Ти благодарам премногу, ви благодарам на двајцата да сте ми живи и здрави. Само накратко да кажам пред да завршиме емисијата, за нашиот изглед се погрижија Зелеа Македонија, што да ви посакам на вас друго освен да уживате во денот и секако да бидете заедно со програмата на Канал 5 телевизија. Се гледаме следна недела. Чао, чао. Чекај сега се збунив, што сакам да кажам? Ајде, Се ајде. збуни Орце! Поддршка за жените на функција, да. Сакам нешто да кажам, но беше страв од него. Него често знае кучиња ни се насобра, ја не знам од кај се собра овие кучиња. Да ни не Тука рипат. куче, Не, таму едно. има куче позади. Да. Орце, овие од кисела Не, вода. аеродром има да поише. Не, нема аеродром. Овие од кисела